Ако не се донесе до 15 септември законот за јавно обвинителство во консензус со опозицијата, тогаш ќе се донесел на непосакуван начин, повтори денеска претседателот на владата. Дали е тоа закана, односно што значи непосакуваниот начин, заев денеска на заедничката пресконференција со некогашниот американски амбасадор во земјава, Филип Рикер, рече оти не знае. Државата ќе биде во непријатна состојба да изнајдува непосакувани начини за да може да продолжи јавното обвинителство да работи. Затоа што не ги знам дека ќе бидат понепријатни, понепосакувани, оти ќе мора да седиме на лидерски средби, да измислиме, да доаѓаат експерти, стручњаци, да изнаоѓаме решенија. Екс-амбасадорот, сега помошник државен секретар, својата клучна порака ја испрати до ВМРО ДПМН. Рече дека е неопходна опозиција за здрави демократски решенија, мислејќи на законот за обвинителство, но оти времето на политички игри е завршено. Како и во секоја вистинска демократија, улогата на опозицијата е клучна, но таа опозиција мора да биде конструктивна, а времето за политички игри и истакнување и големи гестови како и играње со перспективите и идеите на граѓаните веќе е поминато. Мојата порака е јасна. Време е да се придвижат работите за доброто на земјата. Рикер ја почна посетата во Македонија од Битола, каде се сретна прво со градоначалничката. Средба што во јавноста се гледа низ призмата на случајот Рекет, оти самиот Заев неодамна ја спомена Битола, како општина во која биле барани одредени услуги од лица инволвирани во случајот. Ја завршува денеска со посета на целиот државно-политички врв, инаку Американскиот сенат се очекува да го ратификува протоколот за македонското членство во НАТО септември или октомври.